Високите температури, кои минатата недела надминаа 40 степени Целзиусови, имаа негативно влијание врз земјоделските култури. Ваквите временски услови беа погодни за непречена жетва на јачменот, која е во пол нек. Кај овошните и градинарските култури пак, топлотниот бран што ја погоди нашата земја, може да доведе до појава на така наречен сончев прегор, велат експертите. Сега сме во фаза на зрење и пред жетвени активности каде што житните култури треба да се жнеат и тука може да кажеме дека се овие температури поволни, затоа што ќе созре житото и ќе може да се собере и жетвените активности да се обават на време. Но кај другите земјоделски култури, кај овошните, градинарските и други полиделски култури, ваквите високи температури не погодуваат, затоа што се појавуваат проблеми по односа на појава на сончев прегор кај плодовите, поготово кај оние култури кај што плодовите се изложени подолго време на сончевита инсолација, а истовремено доаѓа до топлотни удари, каде што имаме промена на физиолошките процеси во самото растение и со тоа имаме губитоци, односно добивање на неквалитетни плодови. Драстично е зголемена потребата од вода за одржување на вегетацијата на градинарските и овошните култури. Високи температури барат и правење на програма за наводнување кај земјоделските култури врз основа на потребите на самата култура. Секоја култура зависи од регионот и местото, изложеноста на сончевата инсолација, имаат потреба од додатни количини на вода, затоа што доколку имаме поголема евапотранспирација, односно транспирација, губење на вода од самото растение, истото има потреба од дополнување на таа вода, затоа што самиот процес на вегетација и на самото растение има потреба од одредена количина константно да има вода. Во втората половина од оваа недела се најавува повторно покачување на температурите, без појава на врнежи, па затоа по препорака на агрометеоролозите може да се стартува и со жетвата на пченицата.